Здраво! Денеска ќе поразговараме околу можностите за следење и мониторирање на процесот на заварување. Што значи тоа? Координацијата во делот на заварувањето е една од клучните во сите компании кои што работат во делот на заварување. Ние како компанија кои што сме стручни во заварување имаме и познавање на делот на SharePoint, го искористивме таа можност и креиравме систем во кој што ќе може секако нормално, тоа се главните делови во процесите на заварување, но и има можности да се прилагоди целиот овој систем према компаниите како према нивните потреби. Тука се основните концепти на координирање и менеджирање на заварувањето, кои што се листите за прелиминарните VPS-и, листа на каде што се случуваат и евиденција на PQR-и, евиденција на VPS-и, така да сите на едноставен начин и можност за филтрирање према одредени потреби, дали ќе бидат према случајов, кој што може да видите тефки или плочи, и материјали и така натаму. Исто така ќе имате листа на заварувачи, каде што ќе имате евиденција на вашите заварувачи, ќе има нивната во листата ќе бидат запишани кои материјали се сертифицирани, до кога е нивниот важност на нивниот сертификат. Може да се додадат и моментот на делот на основните материјали сертификати, делот на додатни материјали сертификати, така да целосен преглед на се што се случува околу делот на заварувањето. Во ова ќе имаат пристап луѓето кои што се клучни во делот на заварувањето, но секако и може да се додели пристап на одна компанија, да се додели пристап и на луѓето кои што се дел од менеджментот или било кој друг кој што има потреба во компанијата да има увид во се тоа. Така да целиот тим ќе работи на едно место и ќе има увид што се случува со процесот на заварување и детаљите околу него. Како што споменав на почетокот, се тоа може да се прилагоди према потребите на компаниите, така да се дополни, да се одземе нешто што сметате дека вас ви е потребно или ви е премногу, така да го очекуваме вашиот контакт, контактирајте ме, ќе поразговараме, ќе ги разгледаме можностите и ќе ствариме супер со работа. И благодарам